Ана Михајлов е назначена за вршителна должност директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Со тоа, досегашниот директор Петар Богоевски е разрешен од функцијата. Промената е евидентирана во Централниот регистар на Македонија на 4 август 2025 година. Богоевски на позицијата се задржа 2,5 месеци. За неговото заминување објави самиот на социјалната мрежа Facebook преку статус, каде напиша дека договорена е прераспределба на позиции и институции кои ќе ги раководи македонски концепт во рамки на извршната власт. Со што потврдено е дека председателот на македонски концепт, Петар Богоевски, ќе раководи со друга институција. Богоевски на функција дожде на местото на Марко Ѓорѓевски, која водеше оваа институција од ноември 2020 година. По неговото доаѓање имаше реакции од Европската комисија во одговор на новинарско прашање, каде соопштија дека ќе бараат да разговараат со министерката за образование Весна Јаневска за именувањето на Богоевски, наведувајќи дека комисијата не била вклучена во селекцијата и номинацијата за директор на агенцијата. Долгогодишниот член на Советодавниот одбор на Обединета македонска дијаспора, Џери Наумов, ќе го добие признанието Обединета македонска дијаспора награда за јавно делување во служба на македонското наследство. Оваа специјална награда ќе биде врачена на свечената гала вечер по повод 20 годишнината на Обединета македонска дијаспора и на церемонијата за наградите 40 на македонската дијаспора, која ќе се одржи во сабота, на 27 септември 2025 година во Детройт, САД. Денес, тој продолжува да биде лидер како главен независен член на одборот на директори на Рамбл, председавајќи со Комитетот за номинации и корпоративно управување, а истовремено е член и на Ревизорскиот комитет. Надвор од неговите професионални успеси, длабоко вкоренетото македонско потекло и неговата лична животна приказна, израснат во сплотено македонско имигрантско семејство во Колумбус, Охајо, ги отсликува вредностите врз кои е основана Обединетата македонска дијаспора. Меѓу досегашните добитници на ова признание се амбасадорката Љубица Ацевска, Вонна Битове, Евелин Дину, доктор Срѓан Керим, Милчо Манчевски, амбасадорот Крис Шапарданов, Луи Темелковски и Лувлаш. Управата за хидрометеоролошки работи предупредува на локални невремиња, град и засилен ветер, а времето останува нестабилно и денеска. Најмногу дожд изминатите 24 часа наврнал во Крива Паланка, дури 91 литар на метар квадратен, покажуваат најновите мерења на Управата за хидрометеоролошки работи. Најмалку дожд, пак, е измерен во Претор, само 2 литра на метар квадратен. Според Управата за хидрометеоролошки работи, до 8 часот утрово се измерени и 68 литри во Виница, 46 во Берово, 27 во Прилеп, 16 во Тетово, 14 во Штип, 13 во Скопје, Петровец, 9 во Битола, 7 во Куманово и Крушево и 5 литри во Демир Капје. Од Управата за хидрометеоролошки работи напоменуваат дека поради локалноста на процесите, количината на паднат воден талок може значително да варира од едно до друго место. И на одредени локации може да биде многу поголема од онаа што е измерена на официјалните станици. Времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со локални поројни врнежи и грмежи. На места процесите ќе бидат поинтензивни, во форма на невреме со обилен пороен дожд, грмежи, засилен ветер и можност за град. Максималната дневна температура ќе се движи меѓу 22 и 28 степени, а во Скопје ќе биде променливо облачно, со услови за нестабилно време, пороен дожд, грмежи и засилен ветер, како и изолирана појава на град. Температурата во главниот град ќе достигне до 26 степени. Германски државјанин бил приведен на граничниот премин Табановце, откако во неговиот личен багаж била пронајдена марихуана, соопштија утрово од Министерството за внатрешни работи. Вчера околу 18 часот на граничниот премин Табановце, на влез во државата, полициски службеници лишиле од слобода лице на возраст од 31 година од Сојузна република Германија. При гранична контрола и проверка, односно при преглед во возилото Ауди со српски национални ознаки, што го управувал, во неговиот личен багаж била пронајдена и одземена марихуана, појаснија од Министерството за внатрешни работи. Лицето било предадено на полициски службеници од секторот за внатрешни работи, Куманово. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, потенцира од Министерството за внатрешни работи. Во првото полугодие од 2025 година, приходите од туризам во Турција пораснале за 7,6% во споредба со истиот период лани и во земјата од туризам се слеале 25,8 милијарди долари. Во овој период земјата ја посетиле речиси 26,4 милиони туристи, што е раст за 1% во споредба со првите 6 месеци од минатата година. Меѓународните посетители на Турција престојувале во земјата во просек по 10 ноќевања од турист, што е минимално намалување за 0,9%, но затоа сите тие потрошиле просечно по $106 за ноќевање по лице, што е раст за 8% во однос на истиот период од 2024 година.
Според податоците на Обединетите нации за туризам за минатата година, Турција е четвртиот најголем пазар за дојдовен туризам во светот. На пресконференција одржана во Истанбул, Мехмет Нури Ерсој, министерот за култура и туризам на Република Турција, ги представи најновите податоци за туристичката индустрија, потенцирајќи дека и покрај многуте геополитички предизвици, во првото полугодие земјата продолжила со одржлив раст во туристичката индустрија. Холандија објави дека ќе купи американско оружје во вредност од $500 милиони, станувајќи првата членка на НАТО која ќе придонесе во нов механизам за поддршка на украинската одбрана. Холандскиот министер за одбрана Рубен Брекелманс изјави дека пакетот ќе вклучи и ракети и делови за системи Патриот. Шефот на НАТО, Марк Руте, ја поздрави објавата и додека дека очекува и други членки да ја следат Холандија. Доналд Трамп минатиот месец кажа дека САД ќе обезбедат оружје за Украина што ќе го платат европските сојузници, без да изнесе детали како би функционирало тоа.